Добар ден, почитувани представници на лидите. Денеска му посакуваме добре дојден на председателот на државата господин Стево Пендаровски. Во следните минути изјави ќе дадат заместничката на председател на владата и министерка за одбрана Мила Шепелиска и председателот на Република Северна Македонија Стево Пендаровски, а за нас после тоа имаме простор за прашање. Министерка, поведете. Добар ден на сите, почитувани представници на медиумите, почитувани генерали, почитуван председателе. Навистина ми беше чест во името на сите од Министерството за одбрана и армијата да ве пречекам во оваа зграда за прв пат во својство на председател на државата. Армијата на нашата држава ја ужива најголемата доверба кај граѓаните и таа навистина заслужува врховен командант како вас, со интегритет, со честност и со јасна визија за тоа каде треба да оди државата. Во вас, председателе, и граѓаните, и јас како министерка за одбрана, навистина гледаме таков човек и таков врховен командант. Вашата денешна посета коинцидира и со 2-годишнината од почетокот на работа на оваа влада, која покажа исклучителна храброст и одлучност и гледаше кон иднината, а не кон минатото. Токму затоа, во овој период на тој мал јубилеј, можеме да бидеме горди што го постигнавме и она што најголемите оптимисти не го очекуваа. Превземавме решителни чекори и НАТО алијансата, наша стратешка цел во изминативе 3 децении, ја отвори вратата за нас. Токму во тој процес и вие во функција на главен координатор на НАТО бевте витален дел од исполнувањето на овој државен и национален стремеж. Како атлантист, како човек кој верува во сето она што алијансата го представува и промовира, како човек кој ги живее и практицира вредностите кои се во суштина на алијансата, демократија, слобода, еднаквост, владење на право, но и отчетноста, транспарентноста и доброто владење, јас сум убедена дека нашата армија доби врховен командант кој ќе биде предводник и лидер во процесите за нејзин развој, нејзина трансформација и целосно прилагодување кон НАТО стандардите. Во овој период кога фокусот беше на овие стратешки приоритети, добро е да се подсетиме каде бевме и каде сме. Пред 2 години армијата беше целосно маргинализирана и се бореше со основни потреби и со буџет кој што секоја година беше се понизок и понисок. Плати кои беа практично замрзнати со години. Во овие 2 години навистина се трудевме да направиме многу во областите кои ги доживувавме како слабост. Превземавме обврска и таа ја исполнивме за раст на буџетот за одбрана. Пари кои се директно наменети не само на нашата стратешка цел членство во НАТО, туку се директно наменети за нашата армија и за нашата одбрана. Набавката на основна опрема веќе започна и не представува основен проблем. Изголемивме платите минатата година, а во септември пристигнува и второто зголемување на платите на сите во Министерството за одбрана и за армија, и во армијата. Модернизираме армијски објекти и покажавме дека дури и во оваа област може да се биде високо транспарентен. Според сите извештаи на невладините организации, Министерството за одбрана, а со тоа и Генералштабот и армијата, е во самиот врв за транспарентност, отчетност и интегритет. Ова се политики во кои што заедно ќе продолжиме напред и со поддршка на Генералштабот, но пред се со ваша поддршка како врховен командант. Она што ни е важно и што сакам да го спомнам на самиот крај е дека ни е задоволство што токму овој процес и кој што започна и беше подпомогнат целосно од тогаш главниот координатор за НАТО, Стево Пендаровски, сега веќе тече со забрзано темпо и продолжува со вас како врховен командант. Парламентите на 14 сојузници веќе го ратификуваа пристапниот протокол, а деновиве добри вести стигнаа и од нашиот стратешки партнер Соединетите Американски држави. Токму председавачот на Комитетот за надворешни односи на Американскиот Сенат, сенаторот Риш, неодавна во интервјуто на Гласот на Америка изрази уверување дека пристапниот протокол за нашето членство во НАТО ќе влезе во нивната процедура во јуни и очекуваме тој да заврши уште оваа есен.
Тоа го потврдува фактот дека и сојузниците се цврсто посветени Северна Македонија што поскоро да стане и полноправен член, а воедно ни дава можност да продолжиме со нашите оптимистички очекувања дека целиот ратификационен процес може да заврши и пред самитот на Алијансата, закажан за декември во Лондон оваа година. На овој самит ќе се обележи 70 годишнината од создавањето на НАТО. 70 години НАТО со Северна Македонија како 30-та членка, за нас тоа е дефиниција за 100% успех. Председателот Ендаровски, благодариме за вашиот досегашен ангажман, за денешниот интерес и посета и очекуваме успешна и плодна соработка во следниот период. Почитувани присутни, почитувана министерке, почитуван наш комитет на штабот, почитувани генерали, почитувани представници на медиумите, ова моја прва посета на Министерството за одбрана и на генерал штабот на армијата. Ова посета е и суштинска, но исто време и символична. Суштинска е бидејќи како председател и врховен комендант на вооружените сили имам уставни и законски ингеренции во областа на одбраната, истовремено и символична, бидејќи првите институции кои најдиректно ќе станат дел од најмојниот воено-политички сојуз на денешницата се токму Министерството за одбрана и Генерал-штабот на армијата. Со министерката за одбрана и началникот на Генерал-штабот на среќите предмногу разговаравме за клучните чекови кои следат за да бидеме целосно подготвени за нашето членство во НАТО. Како председател, тесно ќе соработувам со двете институции. Секогаш ќе сакам да слушнам мислењето на Министерството за одбрана и на Генерал-штабот за проблемите и предизвиците со кои се соочуваат и ќе се вклучам во изнаоѓањето на најдобрите решенија што заедно ќе не водат напред. Почитувани присутни, Република Северна Македонија направи историци чекори кои ни ја донесоа поканата за членство во НАТО. Со тоа се остварува една од нашите врвни стратешки цели. Како држава треба да сме подготвени за оваа голема чест и голема одговорност во исто време. Како председател ќе инсистирам на врвна подготвеност и професионалност на институциите во оваа област. Ме радува фактот што во последната година буџетот на ресорот одбрана почна да расте и јас ја охрабрувам владата да продолжи со овој тренд со уште посилно темпо. Како одговорна НАТО членка, ние ќе мораме да дојдеме до стандардот на издвојување од 2% за одбраната од БНП до 2024 година. Во армијата мора да се вложи. Преку спроведување на темелни реформи во безбедносниот сектор да продолжиме да градиме професионална, технички современа НАТО армија, што ќе биде подготвена не само да ја брани територијата на Северна Македонија, туку и ќе продолжи активно да придонесува за заштитата и за изградата на слободни и демократски општества и напор од нашата земја. Вложувањата во армијата подразбираат и вложување во професионалните стандарди, како и во животниот стандард на војникот, што мора да биде наш приоритет. Уште во моето инаугуративно обраќање најавив дека сите промоции во делот на армијата ќе бидат во согласност со законите и во согласност со професионалните референции на кандидатите. Мораме да ги имаме најдобрите професионалци во оваа област, зашто поскоро да го оствариме членството во НАТО. Затоа ги охрабрувам припадниците на армијата, офицерите, подофицерите и војниците да работат на своје усовршување, а опрска на лидерствата на двете институции е тоа да им го овозможат. Во оваа прилика сакам да истакнам дека очекувам од сите релевантни политички фактори, сите институции на власта, вклучително и опозицијата, да се вклучат во поддршка на овој подход. Да го покажеме на дело нашето единство околу клучните стратешки цели на Република Северна Македонија, што е во интерес на сите граѓани на нашата заедничка држава. И благодарам. Благодарам, дали има прашања? И за председателот и за министерката, како тензиите на Косово и тензиите во односите меѓу Косово и Србија влијаат на безбедносната состојба во Македонија? И уште едно, како гледате на идејата на председателите на двете земји за размена на територии или како што велат они корекција на границите? Прво, нашите надлежни институции изминативе денови и недели будно ја следа состојбата на нашата северна граница
И според сите информации кои ги имаме делимо медиумите, меѓутоа е она што доаѓа од институциите кои професионално се бават со таа работа, пензиите таму одат во надолна линија, не се во надолна линија. Проценките се и на службите на КОР на Косово, и на клучните меѓународни фактори, и на нашите институции кои соработуваат со нив, дека и во иднина, ако има слична ситуација, тоа нема да биде со такви пропорции, за да ја загрози безбедноста на Република Северна Македонија, ниту да ја загрози безбедноста на регионот и на околните држави. Значи, во овој момент, трендовите да повторам се во надолна линија, трендовите за загрозување на безбедноста, состојбата се смирува и проценките за еден куз временски период, бидејќи таму долгорочни прогнози не може да се направат, неблагодарно е. Со сигурност да знаете, што ќе се случува е дека и да има пензии со сличен карактер, сличен профил и слични пропорции, тие нема да бидат такви за да загрозат безбедноста на околината на Република Косово, особено нашата држава. Во однос на таа идеја, јас веројатно сум еден од ретките политичари во регионот кој се изјаснува многу често и многу резолутно. Јас мислам дека станува збор за анахрона идеја која не припаѓа на 21 век. Мислам дека станува збор за идеја од 19 век и порано. Во денешниот модерен свет ние мораме со диалог и со компромис да ги решаваме сите проблеми. Најлесната работа која може да ја направите е и чистата територијата од инаквите, од поинаквите, од различните од вас и од мене и владете така со тие територии. Јас мислам дека убавината и богатството на нашата држава и на сите околни држави кои се исто мултиетнички е токму во разновидноста. И мислам дека час поскоро треба да се престане со лицитирање на таа тема, зборувам се разбира за политичарите кои се на власт во државите околу нас, па дури и кај нас, ако сакате. Тоа може да биде работа на експерти, на новинари, на кого сакате, меѓутоа не на одговорни политичари, бидејќи е неодговорно да се разговара за една во суштина грозна идеја за размена на луѓе и територии во 21 век. Последен пат таква работа се случувала со подршка на големите сили пред околу 1 век, 1923 година. Прашајте ги Грција и Турција, ден денеска вечер последици од таа размена на луѓе и територии, че не можам да замислам дека може нешто по-страшно да се случи ако некој стварно мисли сериозно да влезе во екзекуција на таков проект. Бидејќи и до мене беше прашањето, не сакам да повторувам, но ќе кажам едно. И ние и целиот регион сме свесни дека нарушување на безбедноста кај нашите соседи секогаш има негативни последици. И наместо само да стравуваме, ние како држава и како влада решивме да действуваме. Затоа во 2017 го ставивме фокусот на нашето членство во НАТО, за да обезбедиме нашата држава да има дополнителни безбедносни гаранции, дури и во случај на регионална нестабилност. Токму поради тоа не очекуваме ниту влијание безбедносно директно, ниту влијание врз економските показатели. Затоа што и граѓаните, и бизнисот, и домашните, и странските инвеститори го препознаат членството во НАТО како инструмент да им гарантираме безбедност и на нивниот капитал, и на нивните инвестиции. Заради таа одлука, заради успехот на тој проект, денеска граѓаните се загрижени за тоа што се случува во соседството, но не се загрижени за последиците врз нас. Кога ќе ги видиме првите резултати од реконструкција на влада? Ова предпоставувам дека се шегувам до мене. Да. Очекуваме во првите 10 дена од јуни веќе да бидат завршени прво и коалицијските разговори, меѓутоа и консултациите со можни кандидати и сметавме дека до европскиот извештај и овие први неколку дена навистина фокусот треба да ни биде таму, се покаже како исправно. Извештајот на Европската комисија практично покажува дека оваа држава навистина направи не серија на реформи, направи чудо на регионален, но и на домашен план. За да тоа продолжи, за да во преговорите влеземе со целосен капацитет, може да се ги завршиме домашните обврски. Тоа значи ни треба влада која што ќе има практично целосен мандат, која што нема да размислува на кадровски, туку исклучиво на најважните политички прашања. Кога сме дека кај преговорите прашање до председателот, вашата цела кампања се заснуваше малтени на дека имаме датум за Европската унија. До каде е датумот за Европската унија? Кога може да го очекуваме со оглед тоа дека јуни е веќе утре? Средбите на највисоките политички авторитети на Унијата се од 17 до 21 јуни. Со тоа што почнуваат од пониско политичко ниво, завршуваат со шефови на држави и влади.
Постои само, колко што ми е мене познато според последните информации, постои само една временска рамка која може би германскиот Бундестаг може да ја исполни, за да даде согласност до 21-ви, да даде согласност како земја членка, активна земја членка на Европската унија, за почнување на преговорите, затоа што според евроизборите што ги има и поради конституирањето на органите на европско ниво, тие малку ќе доцнат во таа нивна собраниска агенда. Значи не е јасно само дали ќе стигнат да дадат согласност. Инаку мислам дека политичката согласност на сите клучни држави, па и на сите останати држави на Европската унија за почнување на преговорите во јуни 2019 е тука. До овој момент ниту една европска држава нема кажано дека држава, значи не поединци, не политичари одделни, нема кажано дека Македонија не заслужува да добие датум за преговори. Ниту една европска држава, ниту еден европски државник до сега нема речено дека Македонија не испорачала тоа што и беше домашна задача од минатиот Софискиот самит на Европската унија. И ниту една европска држава не вели дека треба да се обложува тоа за 2020-2021. Значи станува збор само за известно техничко поместување, би рекол, на термините. Ако не биде до 21 решено, може би да на почетокот на јули, и тоа е практично истата сесија на европските институции. Не можам да видам во овој момент релевантен чинител, фактор или податок кој упатува на одложување значајно за до година, да речем, на нашето одобивање на датум. Ако може само да додадам, во претходните 12 месеци како држава успешно ги истеравме сите скрининг процедури. Подготвени за меѓувладината конференција, подготвени за преговорите. Она што е важно е дека ако ги анализирате извештаите на Европската комисија и препораките, ќе видите дека комисијата излезе со 2 препораки за почеток на преговори за нас и за Албанија, но ќе видите дека по препораката за Република Северна Македонија не постои ниту една област која што се смета како наша обврска. Во делот на Албанија се спомнува потребата од поголем политички консензус и потребата од зголемен резултати во поглед на борбата против криминал и борбата за владење на право. Во нашиот дел, како што спомнаа неколкумина представници на Европската комисија, не постои ниту едно алиби или оправдување за да не ги почнеме преговорите. И тоа покажува дека се што зависеше од нас, се што требаше да сработиме како држава, го испорачавме. Не заради ЕУ, го испорачавме заради нас и нашите граѓани. Синди. Само да предупредам, ова е последно прашање, бидејќи сте веќе малку назад временската агенда. Вие кажа дека на обвинувањето на Erasmus Plus во цело на агенцијата и побарав вас да го разгледате ова именување. Дали ќе го разгледате и дали сте разговарале со премиерот Заев и со Дуи за ова прашање? Со тоа прашање веќе разгледано. Имав неколку состаноци со високи представници на политичката партија Дуи. Наредниот ден после изгледувањето нивно во јавност со нивните забелешки и прашања. И мислам дека во тие долги разговори, кои бевме конструктивни на двете страни, разјаснивме неколку битни елементи за именувањето на токму на господинот Erasmus Plus. И јас им ги кажав сите мои резони, зашто тој човек е од моја страна именуван на таа позиција. Значи, освен што има неспорни професионални граници, неспорни, освен тоа имаше и неподелена подршка од клучните наши стратешки партнери и служби со кои соработуваме со години. Така што во однос на евентуалните забелешки кои тие ги имаат, дали може би тој човек има учествувано во не знам некакви поранешни настани со безбедносен карактер, се разјаснивме со дополнителни информации кои јас им ги обезбедил дека тој човек нема никаков контакт со тие настани, а не па да бил организатор или инспиратор на било кој ниво да учествува во менажирање на тие работи. И допуштив се разбира, ако некој излезе од нивна страна или било која друга страна со спротивни податоци, да ги разгледам уште еднаш и да донесам нова одлука ако некој ми предочи податок дека не е така како што јас мислам. И тоа јас им реков на представниците на ДУИ дека има прилично долг процес на консултации со битни фактори и домашни и странски, односно тоа кадровско решение бидејќи е исклучително важно генерално во секоја држава, не само на нашата, овој турбулентен регион, и не добив ни една, повторувам, ниту една забелешка за него како професионалец и како човек. И мислам дека заради тоа помалку се акцентираше на друга димензија на тоа именување, не сакам да звучи како фалење, меѓутоа вредно е за обележување во оваа држава за која сите знаеме дека е мултиетничка била и ќе биде, дека за прв пат од независност на Република Северна Македонија до денес ние за прв пат имаме етнички албанец
директор на Агенцијата за разузнавање. Многу ви благодарам на интересот, председателя ни Сеге, многу ви благодарам и за транспарентност и долги одговори на прашањата. Овде завршуваме.